Predstoji izgradba na 3 brani na istok, od kje se obezbedat novi 25 milioni metri kubni voda. Ova je rezultatna planiranata ili veke započnata gradba na Rečanika i Kočani, Otinjaka i Štip i Pišicaka i Probištip. Najgolemo količestvo na voda, nešto nad 20 milioni metri kubni, je planirano da se akumulira v obranata Rečanika i Kočani, čija izgradba treba da reši mnogo problemi v ovoj del na regionot. Општина Кочани, општина Виница, Чешиново, Облешево и така натаму, значи беше предвидено порано сите тие општини да се снабдуваат од ова брана, ќе добијат првин по гравитацијски пат вода, што значи дека нема да имаме додатни трошоци за енергија, за струја која што ја плаќаме сега за да дојдеме до вода за пиење од бунарите, од грдовци. Понатаму многу ќе значи и за земјоделието, бидејќи ќе добиеме уште една помош од тој капацитет, има простори за наводнување. Сепак работите на оваа брана во моментов се стопирани, нешто за што е информиран и премиерот Заев. Таму имаме правно формален проблем, заради тоа што еден партнер од конзорциумот беше Трансмет. Тоа е тендер кој што е завршен уште 2016 година. Проблемите кои што се јавиле се да Силекс Неметали во конзорциум со Трансмет го има добиено самиот тендер. Ние ги завршивме сите претходни постапки, сме подготвени за склучувањето на договорот, но мора да најдат бајпас на членот на конзорциумот. Се работи за давање на банкарски гаранции кои ќе ги понесе. Тоа е одговорност пред се на Силекс Неметали. Додека работата со Речани се уште е неизвестна, интензивно се работи на подготовка за изградба на браната Отиња. Во тек е постапка за вадење градежна дозвола, пошто ќе се распише и тендер за избор на изведувач. Се работи за насипна брана која што ќе има висина на насипот некаде 34 метри или како илустрација за граѓаните колку една 11-катница. Тоа е доста голем објект. Оваа спортска зона, оваа стамбена населба овде ќе биде поврзана преку трупот на браната со улица со населбата Суитлак. Во меѓувреме санацијата на браната Пишчица која попушти при поплавите во 2013 година е речиси завршена и наскоро таму треба да почне полнењето со вода. Составањето во функција на овие 3 акумулации заедно со постојните Калиманци, Градче и Беровско езеро, истокот трајно ќе го реши проблемот со недостиг на вода, особено за наводнување. Дополнително, дел од браните како Štipska Otinja ќе бидат во функција и на спорт, рекреација, но и на туристичка понуда.